На почетокот на годината, неспособната влада сееше закани за така наречените принудни одмори во РЕК Битола и целиот енергетски и рударски сектор. Кога сфатија дека нема ниту основ, ниту право на тоа, премина добриот стар мобинг. Ви го посочуваме примерот на односот на главниот инженер по хемија во РЕК Битола Мирјана Захариевска Ралевска, избран советник во Советот на општина Битола од редовите на СДС. Ова господја не е овластена, ама дозволено е да пишува произволни наредби за распоредување на работници спротивни на Законот за работни односи, колективниот договор и систематизацијата. Дозволено е наредбите да не бидат ниту заверени, ни архивирани. Дозволено е да оди и преку генералниот директор. Дозволено е да ги присилува работниците на незаконито работење. Како пример, посочуваме на неизвестна професионална иднина на една личност, која во ово обраќање ќе го наречеме мајка. На неколку години пред пензионирање, од избраната советничка Мирјана Захариевска Ралевска добила наредба на работа да оди само во прва смена, иако договорот за работа на мајка и бил во смена. Откако личноста мајка реагирала дека тоа е спротивно на законите, Захариевска Ралевска испратила наредба до обезбедувањето да не ја прима вработената на работа кога таа ќе дојде во нејзина смена. И така, Мирјана Захариевска Ралевска стана директна причина за полициска интервенција и нарушување на психичкото и физичкото здравје на вработената, која што заврши на болница. Ваквото неетичко и самоволно однесување не е било прв пат на господјата советничка. Јасно е, им паѓаат блоковите во РЕК Битола, ама на СДСовците им паѓаат и моралните норми. Прашуваме, дали Мирјана Захариевска Ралевска вака се однесува оти знае дека синдикатот на компанијата нема да застане во одбрана на вработените. Председател на синдикатот секако си има своји тендерски проблеми. Или пак, советничката од СДС вака се однесува за да ги заплаши сите вработени кои знаат што се случува во РЕК Битола, ама не смеат ни да помислат да станат свиркачи. На крај, дали е ова вториот обид на власта од СДС во оваа година да суспендира уште еден колективен договор, понај на земјоделците. Од Захариевска Ралевска очекуваме да ја прекине неетичката, непријателската комуникација со работниците и конечно да научи што треба да работи во РЕК Битола. Ви благодарам.